За врсничкото насилство врз 600 оделенката во Ѓорчо Петров малтретирано од 300 ученички, министерот за внатрешни работи Панче Тошковски изјави дека на разговор се повикани 14 лица, меѓу кои родителите на вмешаните ученици. Тој уверува дека полицијата постојано има фокус и на ваков тип насилство, иако јавноста во изминатиот период беше повеќе насочена кон семејното насилство. Во врска со конкретниот случај, запознаен сум дека се води истрага. 14 лица се повикани на разговор, за некои од нив ке следуваат одредени процесни дејствија. Во рамки на овој предмет е вклучено и јавното обвинителство кое постапува по насока од надлежен јавен обвинител. За сите останати детали јавноста ќе биде известена како што ќе се превземаат чекорите. Сепак станува збор за малолетници, мора да даваме редуцирани информации, имајќи го предвид карактерот на овој тип криминалитет, вели Тошковски. Во тие 14 лица, колку што сум запознаен, има и родители на инволвираните деца, вели министерот, одговарајќи на новинарски прашања денеска по промоцијата на протоколот за постапување со лица без државјанство. За решавање на ваквите проблеми, министерот повика на системски пристап до сите институции и апелираше родителите да се фокусираат на решавањето на проблемот. МВР во суштина делува превентивно, неговото делување е секако и репресивно. Мора сите институции да бидат вклучени во рамки на овој процес за да дадеме секторски одговор. Системски пристап. Апсолутно влијание имаат самите родители и нивната улога во воспитувањето на децата. Нивното поведение во делот на образовниот процес е клучно, би упатил апел до сите родители и до сите општествени чинители да се фокусираме на овој проблем затоа што е присутен, вели министерот. Нагласува дека во јавност излегуваат само дел од настаните, има и случаи за кои јавноста не знае. Во ваквите ситуации, според Тошковски, институциите мора здружено да настапат во насока на едукација, со одведен третман и укажување на сите проблематични точки. Експертите, институциите и родителите мора да известуваат да се прави јасна разлика меѓу добро и лошо поведение, нагласува министерот.